Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ќе можете да чуете во следните 70 на минути. Трошењето вода за разладување предизвика недостиг во зградите без хидрофор во Тетово. Општина Битола представена на сајмот за градежништво и инвестиции Real Expo во Сараево. 4 лица повредени во судир на 2 возила, едното го управувал 13 годишно дете. Националниот парк Шарпланина бара стопирање на градба на 2 мали хидроелектрани кои добиле нов рок за изградба до 2024 година. Крадел во цркви, а го стигна казна. Притвор за 22 годишен скопјанец, обвинет за 5 тешки кражби. А на самиот почеток, традиционално, да го чуеме обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве, како и секоја сабота, така и ова, ќе кажеме нешто од црковно и религиозен карактер, да се поучиме за верата и за вистината која што ни доаѓа од Бога. Имено денеска одбравме една тема во која што навистина секој си ја посакува и секој сака да ја слушне. Како луѓе и како христијани секогаш трчаме по потрага по среќата. Што всушност е среќа според православното учење? Среќата, драги браќи и сестри, повеќе одговара зборот среќа на љубов, заради тоа што зборот среќа, кај што го среќаваме, е човекот ја искажува љубовта и е среќен, значи, кон тоа што ќе го сретне и тоа што, ќе му биде дадено. Поради тоа, би сакал да кажам една многу убава и поучна приказна, како, едно младо момче сакал и тргнал по среќата. Во една далечна земја се вели си живеело едно момче по име Иван. Тоа било сираче, не ги знаело ни својата мајка, ни таткото, живеело потполно само во една стара колиба и се хранело со она што добрите луѓе му го носеле. Ах, рекол, зошто ми се падна мене оваа жална судбина на сирак? Воздивнал тажно Иван. Се гледа дека никогаш нема да ја најдам среќата, па и каде би можел да ја барам. Настапила зимата, целата земја се покрила со лед. Еден ден по патеката поминало момче од соседството, трчајќи некаде со искинати чевли. Николче, му викнал Иван, кажи ми, знаеш ли што е тоа среќа? Никола му одговорил, да имав топли чизми, тоа ќе беше за мене среќа. Одвратил Никола и продолжил да трча по патот. Тогаш малиот Иван се замислил, рекол, ами ете, тоа е, и тој немал топли чизми, па така посакал малку среќа. Отишол дури и на другиот крај од селото кај баба му Марија, а таму што ќе види во колибата се сушеле топли и речи си чисто нови само една закрепени чизми. Баба Марија лежела, вели, покрај печката, пиела чај и овкала незадоволно. Таа го погледнала Иван и го прашала, што сакаш, дете мое? Јас сакам да ми кажеш, имаш ли ти среќа? Среќа, профучила се, вели бабата. Среќата е кај оние кои имаат толку многу пари, да дури се чудат што да им прават, кај оние
каде што на трапезата има топли банички од бело брашно, каква среќа бараш ти тука при мене? Значи, не е среќата се во чизмите, си помислил Иван и пошол на кај градот. Врвел и најпосле наишол на голема куќа со зидови од бел камен, нов покрив од керамиди и огради украсени со богата резба. Дори и мирисало на топол леп, отишол Иван од тој дом и го прашал господарот. Во оваа куќа сигурно има среќа. Господарот на домот пак не сакал ни да го погледне, во очите му горел само блесокот на златни монети. Што зјапаш, му рекол, не ми ја спомнува среќата, денес поминаа тука разбойници и се ми украдоа. А царот пак сакал данокот да му го платам, да бев ја цар, тоа за мене ќе беше среќа. Значи среќата не е во ни топлите банички и Иван се упатил кон дворецот право кај царот. Таму на тронот седел еден цар со обесен нос, са во очите суета на суетите. Какви ли не грижи има во нив, само што чул збор среќа, веднаш се изнервирал. Мавни ми се, му рекол, не ми ја труи душата, тешка е царската круна. Го избркале Иван од дворецот и му ги треснале вратите. И така тој не разбрал ништо за среќата. А може би си помислил тој какво нешто и не постои. Тогаш видел дека на скалите пред дворецот седи еден старец, нозите му биле боси, а во торбичката немал ништо друго за јадење освен една тврда корка суфлеп. Уште еден нестречник, си помислил Иван. Старецот го погледнал и го проговорил. Ма каков нестречник, јас сум среќен човек. Иван се зачудел. Старецот му ги прочитал мислите. Дедо, јас и при самиот цар бев, нема среќа ниту во бедната колипка, ниту во царските палати. И како така баш ти да си среќен. Ниту дом имаш, ниту пари, со ништо не располагаш. Ете, дури ни чизми немаш. Каде е таа твоја среќа? Во моите очи. Оној што ќе придобие такви очи, за секојаш ќе биде среќен. А очите на староста биле чисти и јасни како сини езера. Во нив немало ни суета, ни празни грижи, ниту пак проблеснувала алчност, ниту завис. Во очите му сејала само радост, која се разлевала по целото негово лице. А како јас да придобијам такви очи? Изгони ги од себе сите лоши мисли, сите навреди, прости им на тие што ти изгрешиле, измети од срце до секаква завис како со метла, сите тие нешта ја кријат од нас светлината и не ни дозволуваат да ја видиме убавината и среќата. Иван не поверувал, ами ако беше така лесно, сите луѓе ќе беа среќни. Лесно? Ајде обиди се. Се зафатил Иван да ги гони лошите мисли и навреди, а тие како плевели само му наникнувале во срцето девамо детамо. Не ни знаел дека за својот краток живот успел да натрупа толку многу навреди, ги гонел тој, ги вадел и метел, најпосле речи се останал без сили. Сепак не успел да се ослободи од последната навреда, зашто родителите го напуштиле толку мал и го оставиле сирак. Таа навреда се давала така лесно, но Иван ги напрегнал и последните своји сили и успел да ја прогони и не ја далеко од срцето. И кога ги отворил очите, восклиснал од среќа, без пред него блескала таква убавина, што не можела ниту со зборови да се опише. На Иван му станало толку радосно во душата, како претходно не видел колку е убав Божиот свет. Се во него си го следи својот поредок. И среќата ги чека сите оние, драги браќи и сестри, што ќе умеат да ги изгонат од себе навредите и страстите. Кажи, Иванче, ти се очистија ли очите? Го погледнал старецот со насмевка. Тој одговорил потполно. Гледаш ли, сега со чисти очи ќе можеш да го видиш Бога, а во него е единствената наша среќа. Драги браќи и сестри, колку е прекрасна оваа приказна. Единствена среќа за нас, христијаните, е Бог. Бог, заради тоа што Тој не чува, Тој ни дава здравје.
тој ни дава виделина, тој ни дава светлина. Тој секогаш се грижи за нас. Ако ги изчистиме нашите лоши мисли, ако ги изчистиме нашите чувства на омраза, на тага, на гнев, сепак ние ќе видиме најголемата среќа. Бог е секогаш завиткан во нашето срце. Ние ќе го погледнеме тогаш кога нашето срце ќе биде чисто. Да му се надеваме на Бога, секогаш да се чистиме и да го гледаме, затоа што тој навистина е тој што ни помага и што се грижи за сите нас. И по такви, во очите наши, ќе познаеме и ќе не видат дека навистина сме среќни луѓе. Повелете, драги браќи и сестри, и утре на Света Божествена литургија, каде што ќе ни чиноначалствува нашиот архиепископ Охридски и македонски господин Стефан, заедно со нашиот митрополит Методи и свештеници од нашата епархија. Повелете утре да го прославиме денот недела, да му искажеме топло добре дојде на нашиот поглавар и како такви да се радуваме во среќата која што Бог ни ја дава. А исто така ве повикувам и следната недела да дојдете на поклонение на хавајската икона која што ќе биде за прв пат во нашиот македонски православен храм овде, да се поклоните, да земете благослов од Мајката Божја и како такви секогаш нашите срца преку верата во нив да ја гледаат вистината и да бидат среќни. По молитвите на Мајката Божја, на сите свети, Бог да не помилува и спаси сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Егеј наш македонски солзи пролеа, од ради топли мајчински дечиња се отина, по свето се распрска, детски игри оставија. Каде сте, македончиња? Далекуе детството, бегство минато, спомен тажен остана за родна куќа такова. Зборот плачен мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте, македончиња?
Кој сложно крена македонците и ние право имаме слободно да живееме во земја наша таткова мила Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Веројатно ќе речете дека ова го има само кај нас, а јас ќе речам дека сте во право. Маж на 46 години, жена на 27 години се тешко повредени, а со телесни повреди се задобиле и 13 годишно дете и 26 годишно момче при судир на две возила на патот Челопек-Милетино во Тетово. Според увидот на полицијата, едно возило било управувано од 13 годишно дете. Во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат Челопек-Милетино во Тетовски Челопек се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки. Volkswagen Golf управуван од 26 годишниот АТ од Тетовско Милетино и BMW што го управувал 13 годишен малолетник од Челопек. Во несреќата со патниците во Голфот СТ 46 годишен и 27 годишната МБ од Милетино се задобиле со тешки телесни повреди, а двајцата возачи со телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, каде што биле пренесени за укажување на лекарска помош, информира Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. На местото на несреќата увид извршила екипа на СВР Тетово.
Мајка дава лудо младо, 300 жолти жолтици. Што ти дава татко ми, тате дава лудо младо, една бавча црници. Тате дава лудо младо, една бавча црници. Скоро одар во гроба, два ме рака, два се вдаха, скоро одар во гроба. Јавната установа Национален парк Шарпланина одржа пресконференција на која образложија дека приватни фирми и понатаму прават обиди да продолжат со градење на 2 мали хидроелектрани, иако е тоа против планот за управување со заштитено подрачје. Вработените на терен стопирале геодетски работи предвидени за продолжување со градба на тие објекти, пошто одржале состанок со представници на фирмите и дознале дека имаат договор со кој им се продолжил рокот за градење на хидроелектраните. Изготвен е анекс на договорот со кој давателот на концесијата, Министерството за животна средина и просторно планирање, го продолжува рокот за концесионерски договори за користење на вода за производство на електрична енергија за малите хидроцентрали Пена 84 и Пена 85 од 25 јануари 2023 до 25 ноември 2024 година. Понатаму фирмата концесионер приложи и решенија за изменување и продолжување на решението за стекнување на привремен статус за повластен производител од 21 јануари 2023 до 25 ноември 2024 година за Пена 84 и Пена 85. Ова решение за продолжување на рокот е подпишано на 15 јуни 2023 година од председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Македонија и доставено до Гравис Хидро, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Македонија и операторот на пазарот за електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем. Јавната установа Национален парк Шарпланина воопшто не е известена за овие промени, изјави Ибрахим Дехари, директор на Националниот парк Шарпланина.
Споменатата мала хидроелектрана Пена 84 со својата планирана траса поминува комплетно во зоната на активно управување, со што се прави прекршување на Законот за заштита на природата. Воедно на истата траса поминува и системот за водоснабдување на град Тетово со вода за пиење. Поради нестабилноста на земјиштето во овој предел, Јавната установа Национален парк Шапланина во договорот со јавното комунално предпријатие Тетово воведе забрана за движење на тој предел со цел да се заштити водата за пиење. Изградбата на вакви инфраструктурни објекти значи практично упад во овој многу значаен систем за населението во целиот Полошки регион. Планираните мали хидроелектрани се наоѓаат во Лешничката долина, во срцето на Шарпланина, најпосетуваното место на Шарпланинскиот масив поради својата биолошка и пределска вредност. Очекуваме да бидат изнајдени решенија за раскинување на договорите за Пена 84 и Пена 85, а сите останати постапки да бидат веднаш стопирани, истакна Ибрахим Дехари. Од Националниот парк подсетуваат дека согласно нивниот план за управување со заштитено подрачје во наредните 10 години не е дозволена изградба на нови хидроцентрали на територијата на Националниот парк. Во моментов во Националниот парк оперативни се 13 мини хидроелектрани, а една завршена се уште не е оперативна.
verno da ljubiš 9 godini, koliko je teško, verno da ljubiš, rana na srce mi ostala. Во насока на привлекување нови инвестиции преку презентација на можностите за економски развој кои ги има општината, Битола е дел од сајмот Реал Експо кој се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина. Делегација на општината, предводена од градоначалникот Тони Коњановски, пред присутните инвеститори, изведувачи, технолошки компании и други експерти, ги представи условите кои ги има општината. Присутните гости и посетители, меѓу кои шеикот на Обединетите Арапски Емирати Мохамед Бил Сакар Ал Касими, како и премиерот на кантонот Сараево Нухат Ук, имаа можност да добијат повеќе информации во делот на индустриската зона Жабени, поранешната касарна, но и да се запознаат со големото културно наследство и условите за развој на туризмот. Сајмот Реал Експо представува вистинска можност за вмрежување и воспоставување контакти со потенцијални инвеститори во повеќе области. Покрај општина Битола на сајмот во Сараево од македонските општини, присутни се и представници на општините Газибаба, Охрид, Ресен и Гевгелија. Rodbinski se karale, celog i selo slušalo. Slušaj svake kerka mi, mnogu mi se žaleše, po čorbata mesata, po golemi da vidat. A pak si mi kerka ti, ama što ja budeše, lele majko oflele, cela noć me budeše. Čula snata, gramna se krva zaraka, ja odnese sred selo, pa i veli govori. Slušaj stara vampirke, koža take ti ja odera, na pazake ja odnesam, za parike ja prodadam. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце.
Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Македонија. Македонија. Лицата со диабетес протестираа пред Министерството за здравство, изразувајќи ги своите барања да ги добијат основните права за терапии и помагала за диабетичарите,
како и исполнување на ветувањата од средбата што ја има со министерот за здравство Фатмир Меджити. Протестот го организираше Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите. Да имаме право на избор како и сите други европски земји, сами да набавиме помагала кои ни требаат. Терапијата повторно ќе оди како досега, но без каснење. Да се сменат законите за јавни набавки, сите хронични болести и диабетесот да не зависат од рокови и поединци. 45.000 луѓе, 113.000 семејства не можат да чекаат дали ќе му текне на министерот да потпише или не, истакна на протестот председателот на Сојузот на Сдруженијата на диабетичари Диме Велев. Представници на Сојузот пред протестот имаа средба со министерот за здравство Фатмир Меджити, на кој постигнаа договор за набавка на ленти, но на протестот истакнаа уште многу проблеми кои се соочуваат секојдневно и барања кои се неопходни за нив. Министерот Меджити искажал целосно разбирање за нивните барања и предизвиците со кои се соочуваат. Од Министерството за здравство по средбата соопштија дека ќе ги превземат сите мерки за да се излезе во пресрет на барањата на лицата со диабетес. Во земјава има 150.000 граѓани со диабет, од кои 45.000 се на инсулин и за 700 деца и млади кои најчесто имаат диабетес тип 1. Ке ти дојдам вечер јас во Сладова, ке ти легнам ти в којасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
Жителите на Тетово, чии домови се во повисоките згради, особено тие без хидрофор, деновиве почнаа да се соочуваат со прекини во водоснабдувањето. За ваквата состојба се жалат граѓаните на булеварот Благоја Тоска околу касарната, како и на улицата Видое Смилевски Бато кај Монопол. Но овие високи температури без вода за пиење не е нормално живењето. Водата во некои згради без хидрофор и цистерни нема и преку цел ден. Некаде има повремено во текот на денот, се зависи дали зградата има хидрофор и цистерна и дали има висок притисок. Водата доаѓа околу 22 часот кога се намалува користењето кај останатиот дел од градот, алармираат дел од жителите. Раководителот на Тетовското оделение за водовод при јавното комунално предпријатие Тетово, Љузим Шаќири, објаснува дека во моментот има доволни количини во системот, но најголем проблем е што поради високите температури луѓето ја трошат за разладување. Има 450 литри вода во секунда, што според него е повеќе од доволно за нормално снабдување. Потрошувачката е огромна, многу е топло во градот. Одеднаш има по 100 црева на една улица надвор за разладување и побавчите. Количински вода има и повеќе од потребното за снабдување и толку прифаќа системот. Тие згради без хидрофор имаат проблем. Вода има, но не може да се создаде притисок до нивните катови. Чешмите кои се пуштени предолго го одземаат притисокот. Апел до граѓаните да не ја трошат водата непотребно. Пример, не мора да се остава водата само да тече додека не се разлади. Доволно е да се стави водата во фрижидер и да се заврши таа работа, потенцира Шаќири. Според проценките во одделението за водовод, за Тетово се доволни 300 до 350 литри вода во секунда. Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Večera ver dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, otkleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori.
prokleti da se mamo našite dušmani. Što storija mila mamo, što ne razdelija. Milke dušo, srcevo mi gori mamo, Milka ne mi zbori. Milke dušo, srcevo mi gori mamo, Milka ne mi zbori. Marketing, sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Македонија. Македонија. Пред самиот крај, една вест од билтенот на Министерството за внатрешни работи. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 22 годишен скопјанец С.А, за кого постои основано сомнение дека сторил 5 тешки кражби во неколку цркви на подрачјето на Скопје. На 20 јули 2023 година полициски службеници од Оделението за криминалистички работи Ѓорче Петров го лишија од слобода С.А, со што се расчистени 5 кривични дела кои тој ги извршил, и тоа една тешка кражба во црквата на подрачјето на Газибаба, 2 тешки кражби во цркви во подрачјето на Аеродром, една тешка кражба во црквата во населба Бутел на подрачјето на Чаир и една тешка кражба во населбата Ѓорче Петров. Тој е приведен во полициска станица Газибаба и при извршен службен разговор С.А го појаснил начинот на извршување на кривичните дела. Во консултација со јавен обвинител од страна на единицата за внатрешни работи Газибаба, во текот на денот е поднесена соодветна пријава по брза постапка и лицето изведено пред судија на претходна постапка кој му одредил мерка притвор. Осомничениот во период од 19 јуни до 16 јули 2023 година извршил неколку кражби во верски објекти, цркви, одземајќи парични средства од црковните каси. Насилно отворајќи ги касите во црквите Свети Стефан, Свети Апостол Петар и Павле, раѓањето на Свети Јован Крстител, Свети Јован Крстител и Свети Архангел Михаил во Скопје, осомничениот одзел вкупно 96.000 денари со намера противправно да ги присвои. Надлежниот јавен обвинител до судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор, бидејќи постојат околности што укажуваат на опасност од бегство на осомничениот, информираат од јавното обвинителство. Што други дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
кај што бие, таму добро ми е. Таму кај што труби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие, таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие, таму добро ми е. Таму кај што труби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие, таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волшебното ѕвонче. Ви посакувам пријатен ден. Некогаш одамна си живеело некое бедно момче кое немало никој на сиот свет. Се качило тоа во планините и станал овчар. Тој имал само едно богатство, а тоа било волшебното ѕвонче. Потребно било само да се задзвони на него и стадото одело онаму каде што ќе му кажало момчето. Навечер тој го криел ѕвончето во една дупка во дрвото, за волците, привлечени од чудното ѕвонење, да не ги нападнат овците. Еднаш настанала бура. Овчарот го довел стадото во трлото, го обесил ѕвончето на една гранка и си легнал да спие. Кога се разбудил, видел дека дрвото пораснало до небото и никако не можел да си го земе ձвончето. Еј, дрво, поднаведни се, треба да си го земам ձвончето. Време е да ги одведам овците на пасење. Не, одговорило дрвото, не сакам. Отишло момчето кај секирата и рекло: Оди, секиро, и сечи го дрвото, оти не сака да ми го даде ձвончето. Не одам, одговорила секирата. Отишло момчето кај рѓата. Рѓо, оди кај секирата и отапија, зашто не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не сакам, одговорила рѓата. Се налутило момчето и отишло кај огнот. Оди, огну, запали ја рѓата, зашто таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Ме мрзи да одам, братко, одговорил огнот. Отишло момчето кај водата. Трчај, водичке, изгасни го огнот, оти не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не можам, одговорила водата. Момчето се навредило и отишло кај волот. Ајде, волу, испи ја водата, зашто таа не сака да го изгасне огнот, а огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, му рекол волот, веќе се напив вода. Момчето се налутило, па отишло кај волкот. Ајде, волку, нападни го волот, оти тој не сака да ја испие водата, а таа не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето.
Не, му рекол волкот. Не сакам да имам работа со волот. И така отишол овчарот кај ловџијата. Ајде, ловџија, застрелај го волкот, оти тој не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата. Таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, рекол ловџијата, денес нема да одам на лов. Отишло момчето кај глувчето. Глувче, глувче, оди и изгризај го ременот од пушката на ловџијата, оти тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Глувчето му одговорило на момчето: не ми се оди, не сум гладно. Отишло момчето и се поклонил на мачката. Оди маченце и изеди го глувчето, оти тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата, а тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Мачката му одговорила: не, не одам, до гуша сум сита од глувци. И што да прави овчарот? Отишол кај кучето. Оди мурџо каснија мачката, оти таа не сака да го изеде глувчето, а тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата. Тој пак не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Сонцето се искачи високо на небото, а моите овци сакаат да јадат и да пијат. Се сожалило кучето, видело дека момчето е изморено и оти никој не сака да му помогне, па и се фрлил на мачката. Мачката се исплашила и му се нафрлила на глувчето. Само што видело глувчето, оттрчало и почнало да му го гризе ременот од пушката на ловџијата. Ловџијата ја зел пушката и нанишанил кон волкот. Волкот од неволја се стрчал кон волот. Волот се исплашил и почнал да ја пие водата од реката. Видела водата дека ќе ја снема, па излегла од коритото и го прснала огнот. Огнот од страв почнал да ја гори рѓата. Таа пак се затрчала кон секирата, а секирата, кога ја видела, скокнала и почнала да удира по дрвото. Дрвото се навалило. Момчето го зело своето звонче и тргнал да си ги пасе овците. Од тогаш, па се до денес, кучињата живеат на пасиштата и им се верни пријатели на овчарите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.